И ја така еден ден читам, листам вестници, шо да видам, се отворила нова приватна болница у Скопје и како гостин у болницава поканет познатиот руски експерт за лечење хемороиди со еден третман, славниот доктор Винокуров. Сега за што се смеете? За ова Винокуров или за ова што лечи хемороиди со еден третман? За Винокуров, така? А добра бе луѓе, тоа е нормално презиме за Русија, мислам. Еве да кажеме, мислам, вистина е ова, еве да кажеме водечкиот научник за нуклеарна енергија на Сталин се презивал Курчатов. И он толку се соживал со презимето што почнал многу да му се курчи на Сталин и завршил у Сибир. После, Брежнев, нели исто бивши председател на СССР, имал некој советник за одбрана што се презивал Кривојебов. Он исто така се соживал со презимето, кривоебнал и станал ко Боки 13. После сите го памтите, мислам, овој чеченскиот генерал што беше Ашим Дудлаев. За него нема да кажам што се случило кога се соживал со името и со презимето. После оној кошаркашкиот репрезентативец на бивша СССР Куртинајтис, па еве премиеров Путин. Али најсмешно од све беше, не знам, се сеќавате сигурно, ова која потона подморница на Курск пред 10 години. У време која потона Курск, нели Курск потона, унутре останаа заробени живи не знам колку стотина морнари, па тука имаше агонија од не знам колку денови, али тоа беше многу смешно што која потона Курск, у тоа време адмирал на руската флота беше Куроедов. Мислам, ова е стварно вистина, еве можете на интернет да проверите, ова не е лага. И тоа беше многу смешно, пошто нели у агонија морнариве потонати таму у Баренцово море или кај беа, а адмирал Куроедов мораше секој ден нели да дава изјави за печатот. И многу беше смешно вие нашиве презентерки на вести која мораа да му го изговорат презимето на вести. Знаете како изгледаше тоа? Еве, например, оваа презентеркава што беше бивша жена на овој пејачов народна музика, гледа у тоа идиотот и вака од прилика идеше тоа. Денеска адмиралот Куроедов изјави дека можно е да има преживеани на подморницата Курск. И на едно прашање од една руска новинарка, адмиралот Куроедов мислам, стварно, не знам, и треба да внимаваат наши фондов за здравство, министерот за здравство, треба да внимаваат кога викаат некои руски, мислам, добро е што викаат руски експерти, али треба да внимаваат какви имења и презимења, мислам, имаат. Треба да мислат и на нашите ТВ презентерки кои што се сите млади и невини. Еве, замислете да дојде некој руски доктор со некој такво презиме. А нели сите руски доктори што дајаат тука се високи, згодни, убави, башка богати. И нели е нормално некој од ТВ презентеркиве да се заљуби еден таков доктор, па да се омажи за него и нормално кога ќе се омужи да му го земе презимето. Знаете на шо ќе личат после најавите и одјавите на вестите на телевизија? Например, добро вечер, драги гледачи, јас сум Татјана Куроедова, а вие ги следите вестите на... Или, например, одјава. Тоа беше се за вечерва, драги гледачи, јас сум Ана Дудлаева, а вие ги следите... Или, добро вечер, драги гледачи, јас сум Маја Добројебова, мислам... Абе, како ќе искочат од студио, бе? Па сите комши има да ги утепаат од дупење. Мислам, вербално. Не се. Таа работа приказна со Курск заврши, нели, како што знаете, трагично, искочи дека тој адмиралот Куроедов не се соживеа толку со своето презиме, колку што со неговото презиме се соживеа морнарите на Курск, па го изедоа урод. И да продолжам со приказнава, влагам ја у таа новоотворената приватна болница. Шо да видам, бе, ова не личи на болница, си викам. Амај, викам, добро, викам. Почеток е, кириите скупи, па викам и злате почна со киоск за плескавици. Влагам натре, ми искаче еден тип со мајца 5XL, на која што пишуваше донација од Република Македонија. Стомакот не му беше донација од Република Македонија, али му беше импозантен, као да му е донација. И ми вика,
Со како вика што е работава, му кажувам вака и вака, вика тој вика сега доктор Винокуров е со еден пациент кој ќе заврши, ќе ве прими третманот и вика ќе ве чини со преглед од 4500 денари. Ама вика ве молам, од кога излезете овдека да не зборувате за работата на доктор Винокуров. Па викам, добро бе, зашо онда бапнало оно кај реклама у вестник како не сака да се зборува за работава. Вика, не прашувајте многу, бидете среќен што доктор Винокуров ве избрал да бидете еден од малкумината што ќе бидат излечени. Викам, супер, многу ми е драго кога сум избран у елитата. Така еднаш од оваа туристичкава агенција кај Палома Бјанка ме избра, нели, у елитата, па ме дадоа ваучер од 600 евра, па после морав да доплатам уште 9900 евра да идам 10 дена у Шпанија. Али тие 10 дена ми се видоа многу пари, па затоа не уплатив. Нели, да не арчам многу агенција. И не се ја влагам у чекалната, чекам, ете ти од една врата се отваре и од тамо ми доаѓа у пресрет еден доктор у бел мантил, висок, плав, убав, као Путин. Ми доаѓа вака срдечно и ми вика: "Ја руски человек, ја врач, вие здрав?" "Нет, доктор Винокуров", викам, "ја нет здрав, ја у дефект." "Кој здрав бе", викам, "доаѓа доктор Винокуров бе", викам, тука. Па здравите се или на курви, или на комар, или у парламент. А ја мора да не сум здрав, шом дојдов тука да платам 4500 денари преглед. Али ова не му го кажав за да не ја ебам у старт до вербата на доктор и пациент. И он мене вака ме гледа и ми вика на руски: "Доджи." И ја доаѓам до него, он отвора една врата и ми вика: "Уджи." И ја влегувам внатре и сама што влегов се стаписав. Леле, викам, докторе Винокуров, кој кур те донесе овде у фиром да ја го нафиромам на цела твоја фамилија? Баќушкава на средина на собата стал еден од оние мртовечкине столови. Прв пут видов таков уживо. Мислам, јас сум гледал стотици такви оваа серијава CSI од Мајами до Њујорк. Али прв пат гледам уживо. Го натенкирил на сред соба, стајал едно чаршавче преку него и јас си реков, готово е. Сега Винокурче ќе ти извади и срце, и бубрези, и бели дробои, и зуби, и све ќе прати по Сити Байк за Косово. Него кај. И ја така го гледам докторов стаписан, а докторов мртов ладен ме гледа мене и ми вика: "У вас болит горла." И ја го гледам те столот, те столот, како бе да му кажам сега, гъс ме боли. Ајде де да ме штрецаше срце, нешто, бубрези, јетра, ама како да му кажам гъс ме боли бе? Па гъзот не е орган. И он па: "У вас болит горла." Нет, му викам, доктор Винокуров, "Миња боли дупе." "Ја не понимаю", ми вика. "Чмар бе, чмар, анус." Ти бја болит анални отвор. Ти имал красиви мајчики хемороидочки. Чекај бе, викам, ој не ме разбере бе, морам да му кажам на српски за да ме разбере. "Докторе Винокуров, ја имам ево оволики чварци на дупе од втору категорију." Хорошо. Како бе хорошо? Так, буде све нормално, ви слечет гол. Опа, шо ти е руска медицина? Нема трте мрте, има само трте. Ви слечет гол. Викам, докторе, да изоблечам маицава, патикиви и чорапиве. Нет, ти слечет тотално гол. Викам, ова е тотално отиден. Абе, викам, замисли Путин да имаше хемороиди, а сигурно има, пошто знам дека се добивале на нервна база. А Путин многу се нервира кога ќе поминат месец дена, а нема да затвори некој од рускиве тајкуни што не му плаќаат рекет. Мислам, исто е како кај нас, потпуно. И замисли Путин така со хемороиди да отиде кај овој доктор Винокуров, која е сега, и доктор Винокуров да му рече: "Тавариш Путин, так, буде све нормално, ви слечет гол." Каде бе на Путин ви слечет гол, бе? Па Путин тепа мечки. Путин фаќа змии со голи раце. Путин дњури. Путин вози точак. Путин слуша техно. Каде бе на Путин ви слечет гол, бе? Знаеш ли бе, докторе Винокуров, шо ќе ти се случи ако ти на Путин му кажеш ви слечет гол? Па има да те снема бе до пролет. Цела зима ќе бидеш маскиран у снешко.
Ке те најдат дури у јуни месец кога ќе почне да се топи тоа снегот и у руските весници ќе пишуе: пронајден доктор Винокуров. У ноември излегол да купи цигари, али пошто било многу ладно, застанал да припали една и станал снешко. Јеби га, Русија, ладно е тоа. А ја да не јадам гумна и мене да ме направат снешко. И така ја му викам, нели, на доктор Винокуров, уште еднаш му викам: докторе, цел да се соблечам? Но, руска медицина сказала цел. Викам, затоа е прегледов 4500 денари, пошто се соблакаш у гул-гол. Викам, па добро, тоа е нормална цена, ако можем ја кај оваа матичнава за диши, кога немам плави картони да платам 600 денари, зашо кај овој, нели, не би платил 4500 денара? Ја така стојам у гул-гол пред рускиот доктор, а он покажува со тоа прстот на матовечкиот стол и ми вика: ти спружил се тук на стола. Викам, докторе, читай ми од усни. Нема шанси да легнам на мртовечкиот стол, ќе мора да ме прегледуваш стоечки, ќе стискам зуби. Давај, ми вика, спружил се тук на стола. Не бе, викам, доктор, ај што ме соблече, тоа некако ќе опребродам. Ама да легнам на мртовечкиот стол, бе, нема теорија. Но, ја ти би ја сказал, па чему ти легнал гол на мртовечки стол? Зашто бе, му викам, ај кажи, треба ја со хемороиди да легнам гол на мртовечки стол? Так, ја тебе сказал, па чему? Слиши меня, ми вика. Товариш, стола много хладен. А руска медицина сказала да ребетен мозък контролирает твои красиви мальчики хемороидочки. Kad ti спружил се гол на стола, твой организъм добил шок. И ребетен мозък сказал на твои красиви мальчики хемороидочки да се повлечаят за увек. И твои хемороидочки капут. Викам, има логика. И Хитлер така од ладното капут. Викам, докторе, па шо не кажа одма бе, ако так руска медицина сказала? Јас се соблакам гол, легнав на тоа мртовечкиот стол. Леле, луѓе, столот беше поладен од надгробен споменик на сибирски гробишта за Нова година. Кога легнав, заборев зашо дојдов и кого барам. И така лежам едно 15 минути, која стануе овој доктор Винокуров и ми вика: товариш, јас свршил, ти станал. Зашо бе, викам, докторе, да станам? Па мене ми е многу убаво да лежам гол на мртовечки стол. Па тоа му доаѓа као ново сексуално искуство за мене. И не знам како станав и не знам како стигнав до дома. Али кога стигнав дома, знам дека по неколку дена пак ми проработеа хемороидите и ја цурик назад кај Винокуров, нели, да направам рекламација на газов. Од него ни трага ни глас. Доктор Винокуров пред 3 дена се изгубил во непознат правец. Ја тогаш сватив дека он мене ми зема 4500 денари на гладно срце и болен газ што никад не ми го излечи. Наравоучение: немој да му веруеш на доктор што се презива Винокуров, зашто ќе бидеш излечен Жимикуров.